2 часа пред Ивана да посегне по нејзиниот живот и животот на нејзината ќерка скокајќи од балкон, полицијата интервенирала поради расправија со нејзиниот сопруг. Во разговор со полициските службеници, таа потпишала белешка дека се работело за недоразбирање и дека не е потребна полициска интервенција. Иако нејзиниот сопруг, Стојанче Јовановски, бил добро познат на полицијата, имало повеќе пријави за семејно насилство, меѓутоа и 10 кривични пријави за насилен криминал, кражби и друга, полицијата си отишла бидејќи немало кај Ивана видливи траги од насилство. Откако беа пронајдени мртви со нејзината ќерка, полицијата нашла видео како сопругот физички ја малтретира, запис кој според министерот Тошковски најверојатно е од истиот ден. Телесни повреди, полициските службеници во она кој што го имав првично можност да го видам, при составување на службена белешка констатираат дека нема видливи телесни повреди кај жртвата. Сакам да информирам јавноста и за претходните постапувања поврзани со ова лице. Во изминатите години од страна на СВР Скопје се поднесени вкупно 10 кривични пријави за дело од областа на насилен криминал, имотни деликти и недозволена трговија со дрога. Министерот уверува дека по секоја пријава постапувала полицијата, но во сите наврати Ивана се откажувала од водење по натамошна постапка. Новите измени на кривичниот законник стапија на сила пред околу 1 месец. Со нив полициските службеници може да го гонат насилникот, иако жртвата се откаже од прогон. Полицијата вчера, пред Ивана си го одзеде животот, можело по пријава да го уапси нејзиниот сопруг. Министерот прашан од кога полицијата ќе постапува по новиот закон, посочи дека денеска ќе испратил телеграма до сите полициски службеници. Денес ќе спроведеме телеграма до сите полициски службеници на територија на државата, каде што во рамки на полициското работење ќе дадеме инструктивни напатствија да секој еден потенцијален сторител на семејно насилство биде повикан на информативен разговор. Стојанче Јовановски, сопругот на починатата мајка и дете, е во полициска станица под сомнение за сторени 3 кривични дела: наведување на самоубиство, нанесување телесни повреди поврзани со семејно насилство и загрозување на сигурноста. Според полицијата и обвинителството, во моментот на трагичниот настан, Ивана со нејзината ќерка биле сами во станот, а влезната врата била заклучена. Од Министерството за социјала направиле веднаш вонреден инспекциски надзор во Центарот за социјални работи, каде што утврдиле дека починатата заедно со нејзиниот сопруг за прв пат дошле во социјално во октомври за постапување за развод, но и таму имало пријава дека жената била малтретирана од сопругот. Допис од МВР примен и заведен во Центарот на 2 февруарија се однесува за настан од 19 декември, за сторен прекршок против јавниот ред и мир, односно физички напад на сопругот врз сопругата, извести од Министерството. Од обвинителството соопштува дека сопругот не е пријавен за кривични дела за семејно насилство, но против него има постапка од декември за неовластено пуштање во промет дрога. Пронајдени 19 грама марихуана и 7 грама амфетамин во багажникот на неговиот автомобил. По предлог на надлежниот обвинител, ценејќи ги сите околности на предметот, судија на претходна постапка му определил мерки на предпазливост кои се уште се на сила, велат од обвинителството. Оттаму посочува дека во однос на постари постапки, поднесено обвинение за насилство кон трето лице, заедно со други соучесници, како и обвинение за напад врз службено лице, заедно со сега починатата, без да посочат детали за што конкретно станува збор. Тамара Дичевска, Сител телевизија.